Zdravo. 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 Kako je? Zdravo, kako si? Ok, možeš. Može? Окей. Може. Hallo, ik ben Goran. Ik kom uit Macedonië. Otprilike to ne očitno. Holandski kurs moj prvi. Poleka na сигурен. Да. Poleka na сигурен. Иначе, да, јас сум Горијан. Јас сум студент на магистарски студии по софтверско инженерство во Холандија, во Амстердам, на University of Amsterdam. Hola, yo soy Gordana, ahora estoy en Buenos Aires. Zdravo, jaz sem Gordana, momentalno živim v Buenos Aires, Argentina. Hello, this is Christian Risteski. Јас сум графички дизајнер од Redmond. Работам за маркетинг агенција Lytics. Се преселив во Америка пред 3 години. Goedemorgen, zdravo od Holandije, moje ime je Vigilenca Abazi. Jaz заминав од Македонија за Амстердам во 2010 година, за да ги завршам моите магистерски студии во Амстердам. И веднаш што почнав со студиите, се вработив во факултетот, правен факултет како асистент. И потоа останав за докторски студии и сега сум се уште во Холандија на постдипломски студии. Зошто си заминав најмногу заради квалитетно образование. Тоа ми беше најголемата мотивација, како и многу други млади, пристапност на огромен број на стипендии кои ќе ми дозволат не само да побрзо и полесно да дојдам до квалитетно образование, туку и малку и да уживам во животот, нешто што во Македонија за жал како студент не можев да го исполнам. Спорам квалитетот на живот се гледа дека е повисок. Значи, да, и тука во Македонија можеш да живееш супер со некоја си повисока плата, како што можеш да живееш и тамо, али самото тоа што стандардот и квалитетот на живот е повисок ти отвара повеќе можности. Зашто си заминав? Па, пошто најверојатно и повеќето луѓе си заминале. Не се бават јајни условите дома, иако ми беше многу забавно на работа. Финансиските трошоци беа се поголеми и поголеми, врзувањето крај за крај беше малку потешко. Школскиот и едукативниот систем се интересно е што се на слично ниво. На слично ниво со Македонија, што нешто малце ме зачуди кога го споредив моето знаење што го добив од Финки со моите колеги во Холандија, така да на тој степен сме добри, но да, ете, самото општество и начинот на неговото функционирање е нешто што најмислено е. Работам со истражување, нели? Тоа што фали во Македонија, јас ги завршав моите додипломски студии во Јустинијан I во Скопје, на правен факултет, е тоа што нашите професори, асистенти се претоварени со предавање и немаме доволни услови, немаме доволно финансирање за истражување. Всушност науката се базира нели на истражување и тоа најмногу фали. На почетокот имав малце така културен шок, додека се навикнам на сите работи. Различен вид на луѓе, различен вид на размислувања, но најмногу од се што ме привлекува е шансата за секого. Значи, културата, изборот на културни кои се случуваат во Буенос Ајрес е огромен, не може ни да се спореди и достапноста, значи многу ефтино, дури многу настани се бесплатни и младите општо имаат прилика да присуствуваат на многу работи, дали биле изложби или музички настани или било што друго, и платформата за нови таленти, за израдување на нови таленти е огромна. Ако зборуваме за економски раст или за економската состојба на Македонија и Холандија, државите не се воопшто неспоредливи и тоа се чувствува. Мислам, за жал, јас секоја година, веќе 6 години не живеам во Македонија, секоја година кога се вратам, се чувствувам дека се посиромашни стануваме некако. Прво платата што ја добиваш,
ти е доволна за да се прехраниш во текот на месецот. Доколку се решиш да купиш кола или било какво превозно средство, за многу мала сума можеш да завршиш таа работа и киријата не ти одзема половина од месечниот приход. Постои ли нешто што те недостига сега, не знам, во пример за храна, места, луѓе, можеби? Луѓето фалат, атмосферата малце фали, јадењето секако. Мада има доста балканци, продавници, па пробувам да се снајдам малце да си ја закрпам од културата. Многу, јас сум од Охрид и многу си го сакам градот, нели, како секој од Охрид би го рекол тоа. Најмногу ми недостасува тоа место, мојата фамилија, моите пријатели. Постои ли нешто што ева можеби ви недостасува од Македонија? Навечер. Ништо друго. Пријателите понекогаш, но овде имам мои пријатели. Ево рецимо здравствен систем. И тоа. Друго ништо. Има многу нешто што ми недостасуваат од Скопје. Мислам, се разбира моето семејство, но од градот ми фали старото Скопје, всушност. И тоа ми фали градскиот парк. Ми фалат долгите разговори во кеј со моите пријатели. Тешко е. Да се спакуваш со куфе, да си отидеш негде и да оставиш цел свој живот, пријатели, култура назад, не е лесно нешто да се направи. Сваќам дека секогаш сум подалечена од Македонија, бидејќи сум се навикнала да веќе сум друга особа и начинот на кој се живее во Македонија сега веќе ми е многу подалечен и ми недостасува да имам конекцијата со моите близкина да порано живеев, која што сега немам. Што е потребно за тебе за да се вратиш во Македонија? Океј, замисли целосно ресетирање на македонското политичко општество. Да знам дека ќе дојдам во својата татковина, ево рецимо да дојам и као печалбар, значи да дојам со определена сума на пари да можам да почнам бизнис или да изградам дом, да знам дека нема да имам пречки во работа. Ке видиме, мислам, јас многу би сакала да се вратам во Македонија и тоа да биде што поскоро, но мораат многу услови да се променат на општествено ниво и сигурно и за работна места. Може понатаму во иднина доколку се сменат нештата да се вратам овде да си ја пробам среќата повторно. Добро, супер. Фала ти уште еднаш. Ништо. Чао. Фала Се ти многу. слушаме. Ајде. Чао. Чао. Пријатен ден. Чао. Чао.